plaćat, zašto tije ke se udržat. Blaženi se milostivite, zašto tije se pomiluva. Ezek szabati kontin ikonostasut ki vistite работа. Още днес не примистени та работа. Ама добро е што е почнато, фаламо на Исуса. Да, 21 година работиме, служиме тука, нема пристанато тие сите работи. Така, кажи си, как сакаш. Па добро да ни раскажете, например, како сте дошле и за Господ да зборуваме и за Македонија. Тие се поврзани работи. Тој не сакал, не пишал таму во Словото, да ни даде малку да се држиме за Него. Добро, то баш е најдобро прашање твое и одговорот е вистина ќе биде вистински. Вистина од Македонија најможе поканета, така што Свето писмо, од Свети Павле од Троја биде сон. Македонски човек што го покануваше, дојди и помогни ми. Дојде в Македонија и помогни ми. Тоа што бекум, а што кажува? Оти Христос одбрана народ, одбрана држава. Тога не стоиш држава, одбран народ и македонски народ. Иди и помогни ми. Демек, твојата нова вера да ми ја каиш и на мен, да научиш на мојот народ. Тоа е повикување од Господ, кај македонски народ. И тоа е, оти го гледаме на Светите писма, на делата на апостолите, оти вистина одма са крстија, Павле крсти правно у Филипи, нам дојде у Бер, у Солун тие сите работи и помина, две пата колку помина и тие сите работи. И до ден денес в Македонија, ако видиме, иконописите и црквите и се има правено у Македонија стојат тие. И у Егејскиот дел на Македонија, и у Балзарскиот дел на Македонија. Охрид, Преспа, горе, на времето иконописите, тие стојат и тој покажува такви иконописи, нема никаде од светот, са правни, што викат да го кажа по англиски, number one тие, нема никаде. Тоа што покажува, оти вистина Македонија, да речеме на новиот народ вике, е люлката на православието и на се. И тоа го кажуваме почетокот од Кирил и Методиј. Од вистина тоа го кажуваат и историчари од Македонија, Егејскиот дел на Македонија, а има и денешната република, тие са люлката за сите бие православни земји. Не само Балканот, Русија, дека стојат у Европа, тие са дело од Македонија, од македонскиот народ. Тие, да не забраваме, од Константин Ленеса од Србија, од Нис, ама да не забраваме, па и Стојањаша прави Свита Софија, тој е роден надров од Скопје. Тие сите работи не треба да забраваме, од вистина македонски народ имаше длабока вера кој Господ, кој религијата и до ден денес. Тоа го гледаме повеќе у рускиот народ, православен народ. Жена не влева у црква без да има покриена главата, как веле Свети Павле, треба жената да покрива главата и влева црква да биде колку може такви. И тоа го гледаме овие народи. Сакаш Румунија, сакаш, ако они са друго такво, ама са големи верници, ние важно не сте националисти и фанатици, ако биме такви, не ќе давајне верата на народ. Ќе држене за нас. Ва е наша вера, наша се каже Бог. Как кажуваја порано евреите, тие сите работи од нејната вера. Вистинска. Та не, да се покажа меѓу вие сите 2000 години православна вера, тие сите работи, одме веќе од 3 век тие сите работи. Ние, рекоме, като македонци, имаме
гордост за верата, ама гордост мирна, гордост пријателства со љубов меѓу други народи и нема да биде националисти и фанатици. Може и тоа, не сте националисти и фанатици, затоа имаме страдано до ден денес толку нашиот народ. Ние викаме, по нашите дедовци, кај ни вика, ако бре синко, не би такво, ајде Господ ќе му плате. Се на правно начин го инане Господ. Господ ќе плати. Господ е голем, се ќе биде, Господ ќе даде. Правно името на Господ. Вистина, од нашите дедовци ние тоа го научиме, и тоа го видоме, и до ден денес, ама тоа го гледаме. Оти ние живеме тука, и су друзи, и су граци, и тие што дојдоа од Мала Азија. Јас имам работено прави град што дојдоа од Мала Азија, надров од Солун, во селото вика Ајгус Афанасиус, Свети Атанаси, по македонски. И вистина, традицијата ближеше до македонската, народот е верник, ама не е како македонски народ. И гледаме и тука. Они ретко постат, не држат тие сите работи. Они сами се кажуват. Они имат една збор, ние јадиме манџаризоме. Ние не постиме манџаризоме, јадиме демек тие сите работи. Ја кажуват вистината. Ама нашите македонци до денес не толку да речам, у Пожарско дека пристојавте, и јас там потекнуваме, моите дедовци и предедовци, вистина до ден денес са многу дълбоко верници, ама младите со го, да речам, пусти туризм, тро се асимилираја, а испуштија работа заради парите. Тоа е, јас му викам, тоа е страшно. Затоа никој пат има, Господ дава, за жал, умирување на млади, починување, тие сите работи. Тие Господ сака да ти покаже, не сака да те униште, сака да те држи, да ти рече, дека оиш, застани. Застани. Да правиш тоа што правиш, и па иди си на старото, тоа што знаеш, а ти имам кажано јас, што кажува денес Свето Писмото. Тие са тие работи. Баш Мегленската околија има 3 свети, она Света Злата Мегленска, правно и Ларион Мегленс, епископ на ова епархија на 12 век, Злата Мегленска на 17 век на крајите, мачена, за Петар Мегленци он е преподобен, тука, житието, като монах го знам, ама не знам многу работи. Сакам да кажам, во околје има извадено 3 светии. Димек, има покажано. Тоа што кажува, оти тука живеел вистински православен народ, што почитуваше многу верата. Истото, јас сакам секогаш му порачувам нашиот народ. Кај ќе држе верата, ќе напредува. Ама секогаш да знае, оти има непријатели. Затоа треба да се чува, на секој што дава, не треба да летаме по него, да се размислуваме, да работи умот, најповеќе ум има сите, да просто и говедата имат ум, ама разум немат. Човекот има разум, треба да разумува, треба да гледа за напред, ама секогаш во името на Господ. Без Господ не се прави ништо. И го кажува тоа Свето Писмо. Го рече Христос, без мене не можете да правите ништо. Јас сам алфата, јас сам омегата. Јас сам почетокот и крајот. Крајот. Тоа е. Првиот и последниот. Првиот и последниот, така. И ти си така. Јас сам роден 42 година на минатата ерија. Денес го работам 80 години. Му благодарам на Господ. Моите родители, татко ми Андони на име, мајка ми Елена, двете од Пожарско
и денјот од Горно Пожарско, мајка ми од Долното Пожарско, и сите работи. И вистина, они се свалија тука у градот Аридеа на 17-та година. Дедо ми купи место, живи татко ми со турците 5 години. 5 години живи. Го зборуваше и турскиот јазик, откако мало дете. Со турчинките зборува, тие сите работи, го научи, го знаеше турскиот јазик. Има добри мисли он за турскиот народ, тие сите работи, ги кажуваше. Оти вистина, баба като и вдовица вике без мъж, а подражава много тие сите работи. Оти му работија на нивите, на безите тука. Град не беше Сапотско, беше на мало село. Имаше 3 бегови, тие сите работи. И така, јас порасти тука в Сапотско. Татко бија 3 братја, 2 братја и 1 сестра. Живеа доста години. Татко ми 92 години. Почина, мајка ми на 95, благодарам на тоа на Господ. И така, отиде у школа тука у градот Аридеа. Тога има една школа голема за целиот град. У години се правија, сега има 4 школа. Сапотско бике има порастено, се прави голем град. Отиде во гимназија, тога немаше кака и сега системот. Правно гимназија нам викат лихио, не знам по македонско како да го кажам. Тие сите работи, ама 6 години са, 3 и 3. Сега, тоа е најглавно што сакате, как јас се прави свештеник да отиде на Австралија. Вистина нашата куќа и од мајка и од татко бија големи, да сакам да кажам, христијани, верата много почитуваја, верници, големи верници. И вистина татко беше много строг на таа работа. Татко, като мъж, знаете, мъжите не са толкова по църква да одат, татко беше редко на църква. Ама дома, за постејне, такви работи, он беше направена линија. Не го стигаше ништо. Кога ќе биде нешто за нас криво, ако би ме мали деца, ќе рече, шо има тука? Вади не стреда, и ќе рече, вади пето. Како може, не са? И тие сите работи, ние като деца ќе донесеме надров нешто, ќе ни дадат сите работи, ќе го фрли. И, ама мајка, тоа го држине, петок, среда, постот се сати. Ако би ме мали дец, много и караја, маджирите вие, што викаме, нам што дојде од Мала Азија, децата мали треба да јадат тако, мајка вели, не и да учат. Оти и дедо раз живи се со нас, на мајка таткото, и тоа беше грчкиот јазик не го знаеше, разбираш, ама не го знаеше. И научи он и на граматика, по грчко тоа што знаеше, повеќе на математика да годиме. И кажуваше 7 пати по 10 колку, или 3 и 7 колку са. Векаме тоа лагање, ајде, или ки кај, ајде, сега, лајте ки лагаме, ки учиме. И по јас така, ама од мало детето имам убав глас. Од школото, ако беше учителот на Джири, многу ма сакаше, ма любеше, като мало дете. И помагаш много, ќе кажат нека песна, грчка, нам јас одма ќе изучам, ќе кажам, ќе ми вика, ајде Никола името, ајде Николаки, елате да кажеш. Јас ќе кажам, така. На театар кај играјне, ка правине натре
На 25 марта išao je Денот на Грција, слободување, или на 28 октомври išao je против германците, правили се театар такви работи. Се имаше нека нова песна, сега јас ќе ја кажам со другите тие сите работи. Ама повеќе јас влебај у алтарот, веќе таму ке зафатиме, помагај на попот, покоен поп Ѓорѓе, он беше по Влашко, по реката од Леви, беше тука архиерејски заменик Мегленската околје, му помагај тие сите работи, и нам ка порасти, фати прв пат го каза апостолот. И веќе свата, или го кажува и на големото пустење, што е за Великден, на петокот правиме акатис. Јас ќе речем на Богородица или на Христос, од има и благословти. И така се приклучи, ама мајка го гледаше то, беше еден пеач, што знаеше музика византиска, му веле Константин го вика, господин Коста, сакам, може никој да го научи, како не сам да сака, и отиду кај него научи нешто. Тие рете как са за музиката, за византиската. И тропото така. И не јас, на многу му кажувам, јас сам растен на алтарот на Крчиот храм, на централниот. Там сум мртни. Погребење што имаше, јас ќе го држам крстот. Одат со попот напред тие сите работи. Што ќе имаше, ќе рече попот, знаеш, ќе чуиш кам памета ќе дојш, да немаме нешто. Ќе правиме надру водосвет нам ка порасти. Јас ќе им помагам, ќе го кажам апостолот нешто од тропарите, да осветуваме масло, и ќе го кажувам јас апостолите, да му покажам од тој са 7 евангелија, 7 апостоли, голема една сад на горе и таква церемонија. И вистина, и да им вике на 6-7 годината на диктатурата, вика како се завршено, ние припаѓање по црковни закон у Леринската митрополија и нашата епархија. Тога беше најстрогиот и големата македонци, јас ми младо дете. Ама јас ме интересираше многу то, кога ќе проповедува или свештенику, или имаше цивилни, што има свещено богословие, ме интересираше то гласното, убавото, никој пат и критиката што ја правија, или за жените, за носијата, многу го сакај. И Лерински владика вистина беше таков. За жал немаше љубов за македонски народ и затоа кога дојде време да почине, не ми испаѓаше тој затари коме, тоа што кажува и Свети Павле. Ако правиш чуда, ако правиш местиш планини, ако знаеш сита философија на светот, ако немаш љубов, ништо, нула си, ништо. Затоа рекоме. Затоа и владица јас му кажувам, немате љубов вистинска за народот, а се саоте националисти, ти го загубите царство, нема за вас спасење. Не можете вие да ја пристапувате законите што кажува Павле, Свети Павле и устата на Христос. Сврши работа. И затоа вистина он ма ракоположи на 7-та година, отидох јас со него, он имаше братство во Атина, баш на 16-та и 9-та година се приклучи кај него, отиду во Атина, там живи, со друзи не женети, деца сакаја на вера, во братство, живи там, и со нив, и нам на 73-та ма ракоположи у Лери, начинот јака се прави на 5 август на 73-та година в селото Свети Патели понаша, Свети Пантелеима понаша. Тука до гарницата што е Воден и Лерин, што гарничува. Тие работи то село, до ден денес припаѓа на Леринската митрополија. Пателе?
Пателji. Tamo je Taško Bilčev, tamo, dobro? Da. U selu Patelji, u crkvi Sveti Atanasi, da, sam rukopoložen, u ta crkva na dijakon, tam dojde majka mi pokojena, ta teta mi, tije si te raboti, imame sliki, mislim, na arhivata stoje. Na istата година, на 71 на месец октомври, баш на денот на света Иларион Мегренски, аз не знае тога, се ръкоположи на вторниот ден. Па у храмот бике у Свети Пантелеймон у Лери, у митрополијата. На други, на проничен диак, Лавренти беше и он у братството на Лерински владика, много добър свещеник, тие сите работи. И аз исто така на денот беше 21 октомври на 70 година. И то сакам да кажам, монах се прави на свети на 14 юли, затоа го имам името на Никодим Светогорицот. Го имам. Преподобниот Никодим Светогорицот, светецот, он е паралелни на писмото Свети Јован Златоуст. Он го има писано, писали човекот на црквата, Димек. Тоа е што е воланот, што се воде црквата, каноните, тие работи, он има писано. Што казна треба да се кладе на поп, што погрешува владика, тие работи сите, они. Неито ми име го има, затоа ма праша. Јас вистина сака од тука, па наистина за Никандр, од свештеникот ние што почитуваме, тога е ослободувањето на градот, кажем, тој лега. Градот се ослободи на денот на Свети Иларион Мегренски по стариот календар. Припаѓа исто на 4 октомври. Ама рекоме сега политиката, тие се минија, тие сите работи. Вистина, монах се прави на 14 юли на името на Свети Никодим Светогорицот, што е воланот на православието, он го писа, тие сите книги, паралелен на силата на духот со Свети Јован Златоуст, тие се да кажуваат. Има писали многу буквари, тие сите работи. За се възпени, како може да се спасе душата на човекот, има многу списања, убави писања. И така, сега на пронта парохија, што ме глади, па се настави митрополитот Лерински, па по господинската волја, јас не знае, ама веле, правилно ќе та ставам, веле, на една мало село, дура се научиш, Кладораби. 5 километра надрус на северно од Лери. Кладораби по наш. Тоа е, сега научи, селото на Умбо и Волата. И жента може беше жива. Бабата Совка, што мал теба каравидна на 5 миналата верија кафатија за ослободување на Македонија, где сите работи. И седото село 8 години. Мало село, имаше 120 жители, немаше. Као отиду јас, црквата па жутини. Никака, добро си, ќе сите работи. Јас му благодарам на мајка, јас од мало дете, ако би машко, сапикај, ке ќе праве баник, мајка, ке ќе месе, за манџика ќе прави, ќе ми рече, ај бега ти си, шо ти валаш тука, ти си дете, оди да си играш. Но велам, не ако да бидам нечини, јас. И така јас многу, а и многу мераклије светиња такви работи. И како отидам таму, почна, јас чистиме црквата, добро. Не му кажа, јас сам у Таридеја, по градско збори, да се работи, ама
бабите сате си зборя по македонско. Ја знае, ама не му кажувај още недобро. И на време ја се посминувај. Ама во денското говорење македонско, со делинското има голема разлика. На многу зборови, што ја не и разбирај. Ќе кажеме на пример. Ние гној викаме кад се праве на телото и на рана тука. Они му викај гној на ѓубрето, од говедата. Ајде кад му да ригнеме ѓубре. Гној, не ѓубре, гној. Ја му велам еднаш, што е баба, како гној ќе? Гној е тука му велам, како? Вели да да знаеш, веле, понаша. Велам, нешто знам, јас така му се кажа. Една по време му кажа да знам, ти си да говори, и още повеќе помилува, и така да не е така. И он има една камбанарија, беше готова за да се урне. Ама пред тоа јас го приправи натре алтарот. Тамо ти беше со дрва однатре, не беше убаво. Му кладоме кондроплаке, такви убави, го направи многу убави. Му прави да самијат рце нема, ти сите работи. Му прави на паскомалијата джаму, му работи. Фрески тие, колку би ми оновиме, не, тие сите работи. И му прави, вике, пред црквата, немаше врата, голема ја од источната страна. Му велам, во? Ќе правиме, треба да правиме, ама имаше такво, земја. Црквата беше купана и оставена земјата дозад, на западњето, така што е влего, как е сега нашата црква, как е купана дълбоко, немаше купана. Јас стави, велам тука, ќе правиме, ќе хопаме, ќе правиме и камбанаријата, оти ќе се урне, нова, пред црквата, и врз неа ќе правиме една куќа за попут. Тоа го правиме. Правиме и на канцеларија напред, удаја за канцеларија да има црквата, нејна, се направи и вистина, јас, то не е пофалба, ми подари на баба од Сол 8 лири. Јас пикања, многу религиозна, маđирка, ма многу по вера. Му и даде една, веле земи за црква и правиш. Јас и стави там. Там тие сите ги го правиме, ама по Мојжија од селото. Многу. Кој даде по 2000 тога, 1000 вие тракмете, кој по таквија што може. И така се направи тоа. Пројмот спрат, го направиме, а отвориме вратата, правиме на западот, на влегот, тие сите работи. Од озгора го направиме, да беше до свршено, тие сите работа, ама јас го покрија, правим камбанаријата. И баш денес се радувам пред една месец и нешто, помина по селото и ми благодари и ми кажа една што дојде Ранка по нашу Уранија, веле да споменуваме секогаш, веле, оти што ни го прави тоа место, веле, там се правиме, веле, спомените, се седиме на суво и се викаме да е жив, здрав, попо Никодим што ни прави мија работи. И така, сакам, тоа сврши судери. Нам по време маклави и старешина, Леринци од Владика, од Свети Ѓорѓе, наречената грчка црква у Лери. Од Лерин има 4 цркви. Свети Баделимон беше пронишо гурна, он го викаше бугарци. Добро, беше препеван тоа. Сакара е тога, малце грци што бија у Лери, бројани не нарака, су македонците не ја остава и тога правија македонците Свети Пантелеимон, Свети Ѓорѓе остана наречената грцка, горе, шо и сја ослоја още. Свети Пантелеимон гурна владиката и за жали јас би тога, што ќе му пробожи да правим јас. Јас не знај многу работи, чужда околја, тие сите работи.
Имаше едно убаво школо, правено па от времето на Бугарија, античка изграда. Ама се мен ма пушкаше водосвет на почетокот на школата, веле оди ти, владиката тогава, Августин, веле јас не одам на бугарско село да правам јазмо на осветам, оди ти. Окей. Јас оди, не знам. По време за жал, скришно, со сила, го тури Леринџи владика до обовото школа. Сега јас стојам, ама времен да помина љубовта која мојата личност и у селто, но он идеше ма фалише, кога дојде за прв пат по години, оти он оише, имаше и други свештеници, предодам јас там. Се ма фалише. То што викате, што му се дава Аристио Кафариотос, демек, Аристио се рече, то награда на чистотата. Отец Никодим. Што кажуваш? И нам каиш он, сето село ги дојде. Ми кажуваш нам, што му прави, веле, одам и на други селја, со празна црква служам. Што му прави, веле? Тропо, веле, ми научи, му викам, му кажувам, му изјаснувам, тие си те работи. Добро, ама за жал имаше и шпиони на дружело. За жал Бог прави нам шпиону, кракофил наш, кракоманот на друго село. Беше неписмен, идеше од црквата само Великден или у Божик. Ниту нето имен ден не ише. Танас го вика, сега Бог да го прости. Ај, пропко кажам, Бог да го прости. Бете се оде. Сега реком то на ръце на Господ нейната душа. Господ е то што ќе реше за секој човек. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.